Ниските температури нема да предизвикаат штети во земјоделието. Снегот, кој што ќе се задржи до крајот на неделата, позитивно ќе влијае врз земјоделието во источниот регион. На растенијата им е потребно да поминат одреден период на ниски температури за да стекнат отпорност. Ова е многу потребно, да речеме, за житните култури, бидејќи тие треба, пожелно е и треба да поминат одреден период на ниски температури. Тоа е тој стадиум, наречен стадиум на јаровизација, во кој што растенијата, житните култури треба да го поминат на ниски температури за да стекнат отпорност за понатамошниот развој и со самото тоа да плодоносат, тоест да дадат добар плод кога ќе дојде време за нивната жетва. Исто така се препорачува на земјоделците да нанесат азотни ѓубрива на житните растенија. Ова е вистинско време да се аплицираат азотните ѓубрива. Препорачуваме ѓубрива некаде со 46% азот. Едно прихранување сега, овој период, и уште едно прихранување може да извршат некаде крајот на март или првата седмица од април. Снежната покривка ќе ги заштити есенските посеви од ладниот бран, но на градинарите им се препорачува да превземаат мерки за дополнително загревање на пластениците и оранжериите барем во среда кон четврток кога се очекуваат најниски температури.